И после тоа, еве ти доживуваш едно разочарување во таа 83 година. Кај се наоѓаш во тие моменти? Па ви кажав, значи завршив педагошка академија и почнав да барам работа. Значи видов дека со сила не бива, тренирај, ми пукаа мускули, ги оперирав двете колена. Значи работава не одеше. И самиот си реков, Томче, не оди работава, животот мора да продолжи понатак. Во меѓувреме ме наоѓа докторот Милош Вичиделов во кампинг. Нели беше кампинг тогаш? Да, одма кај северна како си, трибина. Томче, добро. Зашто те нема не играш? Докторот си беше за борење. Викам, Да. така и така, докторе, како вика ќе се откажиш, па ти имаш 23 години, нема да се откажиш. Па шо да правам? Вика, мене ќе ме слушаш. И секој ден почна докторот да ми носи протеини, сега ќе те 2-3 кила ќе добиеш, па на тие мускулна маса ќе направиме. И Вочи си ја знаеше работа. Значи, најзаслужен е за тоа. Значи, таков спортски лекар, мислам дека во Македонија немало и во догледно време. И после? Значи, 2 кила ќе добиеш 100 грама мускулна маса, 3 кила ќе добиеш 200 грам. И јас почнав Да се поправиш. почнав некако да добивам сила, викам, дали е можно ова. И кога веќе почнав да играм, Илија Димовски кој дојде, значи Илија Димовски во секој утакмица играв, дали 15-20 минути, одиграв солидно. И сега веќе се вратив, и Вучидолов ме вика, Томче, сега ќе одиш во војска. Ај си, викам се, ме прати во војска. Значи, после враќањето од војска, значи, играв јас и во таа шампионска генерација играв есента со Дончевски. Па еве една слика. Да. Ајде со да се Дончев. подсетиме на оваа слика, еве, ќе ја покажеме и на гледачите. Од лево кон десно, горниот ред, Значи, тоа е пријателски надпревар, да не мисла дека дошли има помалку публика. Со Приштина игравме тука 1-1, јас го дав голот. Од горниот ред Мирко Петров, Лазаров, Канатларовски, Панчев, Најдовски, Рингов, Белевски, физиотерапевт, јас, Кичо Симоновски, Трајчевски, Савевски и Коки Аврамовски. Таа генерација беше надежна. Па таа добра. уште неколку, потоа дојде Вујо Станојковиќ во таа и генерација се почна склопи. да се создава тој тим што значи, тоа е тоа. стана шампион. Да, јас во 87 есента играв, потоа отидов во војска. Војска година, по враќањето во војска, Дончевски замена за Австралија, тренери беа Мето Спасовски и Кочо Димитровски. Значи, колкава е улогата и знаењето на докторот Вучидолов, ќе ви кажам свој податок. Значи, после враќањето од војска, одиграв 72 утакмици првенствени во прва југословенска лига, што е рекордер на Вардар. Значи, од играч што не можев да изиграм 2 утакмици, 72 без повреди, без картони. Вторе Ванчо Балевски со 71. Значи, јас сум рекордер. Сега не знам во поново време, во тоа време, значи, така ме спреми докторот Вучидолов и ние продолживме со тоа. Значи, место на 23 години да ми престане кариерата, јас играв до 35-6 години. Кои години беа тие што ги поврза и ги направи тие 72 надпревара? Значи тие беа годините после освојувањето на шампионската титула, почна да се распаѓа тој тим за жал на Вардар, затоа што Чиро Блажевиќ, познатиот тренер од Загреб, викаше да сум јас тренер на Вардар и да управата од Динамо ќе видиме 6-7 години шампиони на Југославија. Значи во тоа време кој беа управа, шо беа, нема врска, али тимот почна да се растура. Дарко Панчев отиде во Црвена звезда, Илија Најдовски отиде во Црвена звезда. Тони отиде пред тоа во АЕК? Не, после тоа во АЕК? И отиде Драги Сетинов во Хајдук. Па и Пепи отиде во Франција? Не, после тоа. Значи, кога почнавме да играме наредната 87-8, Вардар се уште беше, и Чеде беше во Вардар, и Пепи беше во Вардар, и Тони Саевски беше на почетокот во Вардар. Пак имавме силна екипа и бевме стабилен прволигаш таа година. Бевме 6-7 место. И после таа година, 88-89, дојде распадот на Вардар. Значи, замина Чеде во Бриш, замина Канатларовски во Црвена звезда, замина Станојковиќ во Партизан, па и не знам кој не замина тој. Значи, останавме
од постарите играчи останав Претходно и овие другите што ги спомнавме отидоа. значи останавме од постарите играчи, јас, Джипунов и голманот Грошев. Значи се друго беше ново и тука се виде крахот на Вардар. Значи уште една година останавме, наредната година испаднавме од прва лига. Значи тоа ми се најтешките години во фудбалот, стварно ако научен од еден Вардар со силна екипа што имаше респект во цела Југославија, сите се плашеа од нас. Кај да одиме веќе нити Звезда, нити Партизан, не беше баук да ги победиме во Белград или Динамо во Загреб го победивме 2-1. Хајдук неколку пати во Сплит. Значи Вардар беше респектабилна екипа. Искусен човек во фудбалот, каде ја гледаш причината за тој распад на Вардар на крајот од 80-тите години? Па причината е Дали во финансискиот не аспект финансиски, решаваше не. или пак Зашто организацијата во Значи клубот? Вардар ништо не искористи тоа финансиски. Ако сака да го продаваат Панчев, требаше да го продаат зимата како будучност Да, Савичевич, пред да му поминат па да земат договор. пар. Значи тие сите по прописи си отидоа. Значи таква неорганизација да дозволиш такви играчи за без пари да ти одат, тоа беше Да, катастрофа ти за си ги Вардар. создавал тука, си ги градел. Создавањето го кажавме како беше. Значи мако трпно беше година по година и тоа за едно лето се распадна. Значи ништо не остана, испаднавме, па втора лига, па пак се враќавме полека, али никогаш не во таа Југословенска не значеше Вардар тоа што беше претходно. За жал. Тогаш, добро кажа, во тој Вардар остана малку фудбалери од тие што играа претходно и требаше да се создава сега ви кажав, Джипунов, нова јас и генерација, да после доаѓа овие играчи што го понесоа товарот на свој грб по самостојувањето. Да, тоа беше после. Љупчо Марковски играше тогаш со да, и Љупчо Марковски, Спасевски, значи Джипунов, Мирко, Марковски, да, тие беа тие, али не тие. играа во претходните генерации. Да, меѓутоа тие добро му дојдоа на Вардар, Да. бидејќи има искуство од таа Така, дојде Југословенска Саше лига во Чирич. првите години по самостојувањето со Значи дојде Саше Јелко Чирич, Хаджиевски, Саше да. Милошевски, како едни од најдобрите играчи во таа бивша, многу силна втора Југословенска лига, значи дојде. Да, Саша Чирич е и прв стрелец во Садики, самостојна Македонија во Костов, шампионатот. да, Бочевски, дојде многу играчи што значеа многу, али штета што таа екипа така се распад. Жалиш единствено за тоа што Вардар не остана до распадот на државата силен и почитуван и респектиран како што беше Затоа што- до 88 година, например. Значи таа екипа се градеше негде од 79-та година, кога дојде Бобек и се распадна наеднаш. Значи таа се градеше 10 години се гради, а се растура за 5 сите луѓе месеци. што биле во Вардар знаат така како се меѓу кои ти беше Зоки. Значи знаете како се градеше таа екипа, како се гледале играчи, како се внимавало на се, значи наеднаш за еден месец се распадна. Значи, Да. тие припреми 89-та кога дојдов, не ми се веруваше кој има во соблекувалната на Вардар. Значи од се што имало се распадна. Да, она што рековме, имаше визија тогаш и управата Ѓорѓа Николовски, Филип Ѓурчиновски, за жал двајцата покојни беа така главните носители на таа организација во клубот и се имаше визија и поставена цел постапно да се оди. Прво беше желба да се излезе во Европа и излеговме во купот на УЕФА, оние средби желба беше Зоки со Динамо и со Дан. Так. После тоа да ја задржиме екипата, да се засили и да оди и стигна до врвот на Југославија. Значи, прва желба беше Така кога дојдов да стане Вардар стабилен прволигач. Значи, знаете, влези и излези беше порано. Да. Значи, тоа стана, апетитите порасна. Игравме со Илија Димовски, бевме четврто место во таа Југословенска. Значи, ја разбивме големата четворка. Игравме, го испаднавме овој Стеауа или Динамо беше. Динамо Букуреш Букуреш. го испаднаве кој претходната година имаше финале куп Да. УЕФА. Значи, оваа слика е таа после надпревар во Букурешт. 2-1 таму, Рингов го даде голот, тука 1-0 Горде Здравков. Да, и со гол постигнат на тук терен. Да. Отидовме во второ коло и тука за жал загубивме од Дан. Па, тоа беше едно... Еве овде убаво си напишал Букурешт, Да. 84-та. Значи, тоа беше Зоки едно големо неискуство. Прво патувањето до Данди беше едно така
отидовне ние играчите во мое време никој не знаевне англиски, тогаш беше ретко луѓе што сите учевне руски, немаш. Значи отидовне на аеродромот во Лондон, ниеден човек не знаеше нити од водството англиски јазик. Па мораше да го викаме амбасадор некој наш во Лондон, па да дојде, па до Глазгов, па до ова. Отидовне тамо, Данди Юнайтед, типично англиски, значи стадионот полнено, мало стадионче, на полувреме 0-0. Ние одлично одигравме тој надпред. Судија беше од демократска Германија. Кога виде нема шала со нас, значи 0-0 дури подобри бевме. Во второ полувреме, да не кажам дали бил потплатен или не, ни даде 2 црвени картони, и на Најдовски и на Чеде Јаневски. Да. И така не испаднав, иначе реално ќе ги и шанса за овие реално ќе ги елиминиравме низ. Ние бевме подобра екипа од Данди Юнайтед. Значи ќе дојдевме до четвртфинале. Али тоа не е искуство во Европа, тоа си се плати и тоа е нормална работа. Значи жалиш за тој куп на УЕФА што така е. Динамо беше подобра екипа од Данди Юнайтед. Значи ние Динамо го испаднавме од Данди Юнайтед. Е тука добро кажа, не искуство и не искуство, значи Ти кога ја заврши твојата фудбалска кариера и ако може да се сетиш со кој надпревар? Можам. Значи до распадот на Југославија игра во Вардар. Потоа кога видов како ќе биде, што ќе биде, имав од играњето фудбал, дуќан еден имав, и си отворив спортска продавница за спортска опрема, одеше добро, и уште решив уште тогаш да се откажам од фудбал, затоа што играјќи во Југословенска лига, Македонската лига беше сосема друга работа. Си викав, Томче, што ќе се замараш, гледај си оваа работа. Немаше драж како порано. Арнама во Ѓорче Петров беше Перица тренер, да им тргна како што требаше да им тргне. И дојди да ми помогнеш, абе Перица, не. Дојди, па таму играв 2 години во прва лига македонска. Се откажав, ми направи опроштајна утакмица. Значи во Македонија во Ѓорче Петров, да. Поранешната Југококта. Да, ми откажа, ми направи. А пред тоа па Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Рудар Ѓорче Петров. Југококта пред тоа беше. Да, најнапред Рудар од Ѓорче Петров, потоа Југококта, Јас од Југококта памтам, да. И опроштајна, па се откажав, наредната година испадна. Па дојде тренер Стратев, Томче да дојдеш да ми помогнеш, абе луѓе се, не можам се откажам. На телевизија на телевизија гостин се откажува да дојдеш, па отидов, влеговме во втора лига. Па тука почна и мојата тренерска кариера, па бев помошник на Плачков таму. Значи добро е што отиде таму, да, почнав на Плачков му бев помошник. Бев тренер, финансиски имаше големи проблеми. Тогаш немаше ни бензин во Македонија. Па не со точак одев од Ново Лисиче до Ѓорче ми беше тешко, не пар беше, проблеми имаше некој со бензини тогаш. Се откажав, си ја терав другава работа до 2001 година. 2001 година дојде Ѓоре за селектор на А репрезентација. Па ме викна ако сакаш да бидеш секретар. За мене на репрезентација. На А репрезентација. Да. Прво проблем беше што прифатив јас, проблем беше што не знаев англиски јазик. Значи, таа функција си треба ако ќе одиш или ќе ти дојдат патуваш со станоци. Секретарот на репрезентацијата на Англија, на Германија, Италија, неозбилно е да не знаеш јазик. Неозбилно комуникација да се направи. Па си носев тумач со мене, па беше така, значи бев една година секретар на А репрезентација, па бев една година секретар на млада репрезентација. Селектор беше од Џаков. Значи, интересно... Од тој период кој натпревар го паметиш најмногу, дали може би оној со Турција тамо? Па ти коментираше Зоки, да. 3-3. Значи, во Бурса, кај ме, во Бурса. Секретар бев тогаш и прв пат, мислам, јас го внесов во игра Пандев како 16-17 години беше. Памтам, ајде мали реков со среќа, така му почна кариерата. Прва утакмица на Пандев му е таа утакмица, а од млада репрезентација памтам во Португалија со Џаков, никош нема да заборавам, надпревар со Португалија, каде што играа Роналдо, како млад, и Кварезма.
тоа време беше Кварезма големата звезда, Роналдо беше Да, помалата. Кварезма беше, Да, и тој поекспониран беше тогаш. 1-0 изгубивме, ама незаслужено изгубивме. И што вика португалци? Генерација на Пачовски, на Карчев, на Лазаревски, на Глигоровски, 82 година на добра генерација беше тоа што играчи што потоа игра и во А репрезентација Глигоров. Тој надпревар, потоа Португалците беа изненадени од она што го прикажа Македонија. види, ние малку дефанзивно игравме. Оджаков беше селектор, еден од подобрите тренери за мене, што штета што така Добро, имаше нема. тој и австралиско искуство. Имаше и Нели? најголем успех имаше со генерација од Пандев, стигна до квалификации до сега, до Милевски. Значи Да. тој имаше најголем успех од сите селектори во кај игра во Финска негде. Да, до тогаш најголем успех беше тоа, а за Оджаков да кажеме дека после Вардар отиде играше отиде во во Австралија, да, еден стана познат фудбалер таму и настапуваше за репрезентацијата на Австралија во квалификации за да. светско првенство. Се сеќавам, се чувме со него пред Бараш да играат во Бараш, влегоа и не успеа, не отида со Израел во Телавив. Така се правеше некој Бараш, ако Австралија овие се водеа како Европа и така. Да. Значи штета од Джаков не само тамо, него и тука беше одличен играч што за жал во Скопје публиката некако не го прифаќаше, многу му свиреа. Не знам зошто јас, кога дојдов, баш се чудев. Секој контакт со топка му свиреа, му вика, за мене еден од подобрите играчи што сум играл во Вардар, и тој разочаран си отиде во Австралија кај што направи одлична кариера. И може добро направи. Па и добро направи, да. И од друг и одличен аспект, тренер што еве во Македонија не му даде шанса како што требаше да му даде. Слично реагираше публиката и на Шулинчевски кога почнуваше да игра во Вардар, кога дојде тамо Ресенчанец, тој преку Битола во Вардар. Не оди па не оди, ама се гледа дека има штов човеков. Година дена свирка, па шифонјер го вика, девек не може да се зајде. Ко се разигра, како шифонјер, молња беше. Не памтам, отишел во Јужна Америка, малку играл, па ко се вратил. Дојде овде, растураше по југословенски терени, Шулинчевски ми беше главна и звезда. тренер и многу добар човек. И како човек многу добар со Шули. Пријатно беше и да се седи. Секогаш беше господин човек, готов на за шега, не знаеш кога зборува сериозно, кога. Дека беше и тренер, нели, во Вардар. Мене ми беше помошник беше на Вишњевац, на Димовски, да. И секогаш ако те види малку разочаран ќе дојде. Да, па посебно од нашиот крај таму. Да, добро, ќе помине ова и така. И ти влегуваш после во тренерските води. Во тренерските води, значи, влегов, потоа Ѓоре отиде во Турција, беше тренер на Самсунг, се врати, беше во работнички. Да? Значи, Трифун Костовски беше спонзор. Тогаш со Борче Мицевски. Со Борче Мицевски ме зеде мене и почнав како тренер тука. Значи, тамо бев 3 години, освоивме 2 титули, куп еден, многу успешно. Потоа тренерската кариера ми беше врзана со Ѓоре. Бевне во Милано една година, второ место, финале, куп. Па бевне Металург. Кратко време, Ѓоре го сменија, јас останав како секретар, 3 години во Металург. Во тоа време освоивме куп на Македонија Металург, тренер беше Жикица Тасевски. Там штета за Металург што така пропадна, имаше еден така просперитетен клуб беше. Имаше нагорна линија, дојде до едно ниво, го одржуваше тоа ниво и наеднаш се случува нешто. Потоа почнав, еве скоро, не, бев ни во Шкендија со Ѓоре 3 години, 3 месеци. Потоа имав мала пауза и еве 2 години сум во Академија Вардар тренер. Како функционира Академија Вардар? Кажи ми, кои се тренери таму? Старото друштво е собрано изгледа. Академија Вардар е нешто ново во македонскиот фудбал и убаво ова. Значи, тренери се, младинци ги води Љупчо Марковски Калц, така еден долгогодишен играч и капитен на Вардар. Капитен и репрезентативец. Да, кадети ги води Владко Колев,
Пионери ги води Сашо Тодоровски, Раптап. Помлади пионери Саше Јанев, играчи што играле во Вардар. 2002 година ги води Пепи Ѓорѓиевски, значи најпознат меѓу сите тренерите што сме таму. Да. Поранешен репрезентативец на Југославија. 2003 ги водам јас. 2004 ги води Ане Андовски, исто познат тренер. Да, и тој фудбалер и на Силекс. 2005 ги води Игор Кралевски, помлад тренер. 2006 Филип Арсовски, исто млад тренер. И 2007 Зоки Петковски, Штрбац. И 2008 Павел Неделковски. Значи, тие се тренерите, доста квалитетни тренери, се работи многу сериозно. Па сега да очекуваме да излезат значи, и фудбалов добри Зоки, фудбалери, како кажав, рече квалитетни значи, тренери, кажавме значи дека квалитетни. значи треба време, треба трпение, треба професионална работа. Нашето поднебие е такво да сигурно ќе се роди некој нов Панчев, некој нов Рингов, не може да не се роди. Ориентирани сте само на скопски деца овде или имате некои задолженија да следите и низ државата, значи, кај има, значи, што има, Вардар, веднаш да се Значи сигнализира, Вардар организира и лига од цела Македонија. за да може да ги Да, видите. еве како пример во мојата екипа 2003 играат 3 деца од Окрет. Значи Лео Андревски, Филип Ѓорѓовски, Димче Мешковски, кои ми се носители на играта. Значи тие се исто како ние што дојдовме, носители на играта. И Тие тројце после се придадаваат значи и се ќе дојде гради. некој од Куманово, ќе дојде од таму. А тие водиш таа генерација или завршува 2000 ја презема друг или одиш со таа генерација до... Значи, договор е секоја година да се менуваме тренерите. Се, по мене не знам колку е тоа исправно. Добро, Така времето одлучиле. ќе покаже, Да, мислам, значи, ова со академијата е нешто ново во Нешто македонскиот ново и фудбал и нешто- затоа треба да почекаме. Тоа е Добро тренд, кажа, тренд трпение. на западот, значи така треба да се работи. Место два терени што имаме да се направи друга академија, да се прошири, децава да, значи академија се подразбира да децава сабајле ги носиш таму и таму да учат, таму да тренираат по 2 пати и навечер да си одат дома. Тоа кај нас уште не е, али се надам дека ќе биде така. Значи, Томче Трајановски цел живот со фудбалот, како активен играч, па прекин, па болест, па продолжуваш, па играш, па Вардар, па голови, па Македонија, па ајде, еднаш опростување, после пак врати се за да помогне. Так, Мислам, постојано не се беше предаваме, тука, те не. гледавме на Да. нашиве терени. Бев, не кажав, 97 година бев и во Алумина тренер, втора лига. Да. Значи бев година. Добро, значи и тоа сега го додаваме. Како прв тренер, на кариера. таму сум бил, значи во Алумина, од регион во втора лига ги обнесам. Добро е, па еве, да продолжиш така, мислам со дечинава, да изградиш квалитетни фудбалери за кој ќе дојде време да заиграат за првата екипа на Вардар и репрезентација на Македонија, па некој друг Зоран Михајлов, кој ќе прави интервју со нив да кажат, еј, тренер ми беше, Како ја што Томче ги кажав, Трајанов, ти што ги кажа и посебно го потенцираше Наум Бутевски, така што треба да се сеќаваме на тие луѓе што создавале кадри во ситуација во фудбалот. Ти си го најде своето место во македонскиот фудбал, си човек кој и натаму остануваш во него да се грижиш за иднината на младите фудбалери. Верувам дека и тука ќе бидеш успешен, па еве, на крајот од емисијата ти посакувам среќа, успеха за гледачите, уште еднаш да кажам дека тоа беше нашата фудбалска легенда Томче Трајановски.